Да, и последниот разговор во денешното издание на Македонија наутро секако го посветуваме на промоција на успесите на македонските ученици. 4 бронзени медали освоија македонските средношколци кои што учествуваа на 19-тата меѓународна јуниорска олимпијада по природни науки, која што се одржа од 2 до 12 декември годинава во Богота, Колумбија. Со какви импресии се вратија во земјава, колку е значаен овој успех за етаблирање на македонските ученици, но и генерално на македонската наука во меѓународни рамки. Ова утро гости на оваа тема во студиото 3 на Македонската телевизија професор доктор Боце Митревски од Друштвото на физичари на Македонија и секако наградените средношколци во рамки на оваа олимпијада. Велам добро утро за Михаел, со нас е Искра, Теона и Даниел. Добро утро и добро ни дојдовте. Добро Како утро. сте утринава? Одлично. Неодамна се вративте од Богота, секако од Колумбија. Најпрвен честитки за успехот. Македонија освои 4 бронзени медали и тоа може да се каже дека е наш просечен резултат, иако сме имали подобар, но секако е значен за одбележување меѓу сите овие 46 кои што учествуваа на настанот. Професоре, што конкретно значи овој успех на меѓународен план за Македонија? Првим благодарам за поканата. Поздрав до гледачите на Македонската телевизија. Самото учество на Олимпијадата представува вклучување на земјата, на Македонија во едно семејство на нации каде што се надпреваруваат најдобрите ученици од тие земји. Освојањето на медалите исто така е потврда за работата на друштвата. Тоа е некоја потврда за тоа дека како земја имаме таленти, има потенцијал кај младите и секако дека продолжуваме понатаму со следните олимпијади. Сега би сакал во тој дел да ги вклучам и учениците. Михаел, ќе започнеме со тебе. Очекувавте ли вакви резултати од самата олимпијада? Со какви очекувања впрочем заминавте за Богота, Колумбија? Па јас се спремав за олимпијадата и нормално посакував малку подобри резултати, но сепак сум задоволен со бронзен медал. Професоре, македонскиот олимписки тим активно го поддржуваше Друштвото на физичари на Република Македонија, кое што во соработка со Сојузот на хемичари и секако технолози на Македонија, како и Македонското биолошко друштво, работеа на организација на македонскиот тим. Би сакал за почеток во овој дел да откриеме за гледачите како течеше самиот процес на селекција на македонските представници на оваа олимпијада. Па, еве да не се враќаме назад, да гледаме напред. Следната олимпијада, на пример, ќе се одржи во Тајланд. Процесот, еве, за идните основци, почнува со општинските надпревари по физика, хемија и биологија во февруари, понатаму регионалните март-април, следуваат државните во мај месец јуни, а после државните надпревари ние селектираме ученици, првите 10 ученици од 8 и 9 оделење на надпреварите по физика, хемија и биологија. Тоа се 60 ученици кои може да учествуваат на првиот селекционен надпревар што се држи во јуни на Природно-математички факултет. А од тие ученици, најдобрите околу 20 до 30 ученици, ги повикуваме на вториот селекционен надпревар што се одржува или ќе се одржи еве во август 2023 година. И од тие 20 ученици ги одбираме 6 најдобри како тим и 4 до 6 ученици како резервен тим, односно потенцијални учесници или ученици што може да ги следат подготовките за олимпијадата во 2023 година. Тоа е еден долг пат, понекогаш така и мачен, меѓутоа сето тоа се исплати. На крајот секако се исплати. Кога веќе ги споменате подготовките, би сакал да споменеме како се одвива конкретно подготовките за надпреварот, колку време траја истите и на кој начин колегите од институтите по хемија, физика и секако биологија беа вклучени во рамки на подготовките за оваа олимпијада. После вториот селекционен надпревар во септември правиме план како ќе се одвиваат и обично учениците доаѓаат на Природно-математички факултет во петок и сабота, најчесто, и од септември до декември се одвиваат подготовките на институтите за физика, хемија и биологија, се држат и теориски предавања и се работат практични вежби.
Би сакал повторно да се навратиме на учениците. Искра, ќе те слушнеме тебе во наредниве минути. Во што се состоеше самиот натпревар, да им објасниме на гледачите и што е она што се бараше од вас како учесници во самиот натпревар, односно во оваа меѓународна олимпијада? Да, надпреварот имаше 3 дела, 2 теоретски и 1 практичен. Првиот теоретски се состоеше од 30 прашања, на кои битен беше само конечниот одговор. Имаше повеќе понудени одговори, ние требаше од нив еден да избериме. На вториот дел, битна беше и постапката да покажеме како сме стигнале до тој конечен одговор и за тоа добивавме поени. И последниот дел, практичниот дел, се состоеше од 3 експерименти, по еден за секој предмет. Ќе продолжиме со Теона. Теона, какви се впечатоците од тамошниот настан? Беше ли тешко да се совладаат сите овие предизвици со кои што се соочивте во рамки на олимпијадата? Секако дека е тешко, но бидејќи бевме обкружени со деца од цел свет и сите заедно минуваме низ истите предизвици, секако дека е некако полесно и магата се намалува, како да кажам. Го имаме и Даниел во студиото. Даниел, какви искуства разбинивте со вашите врсници? Верувам дека освен оној надпреварувачки дел, имавте простори за малку дружба секако со останатите учесници на меѓународната олимпијада по природни науки? Секој се разбира дека имавме време и за дружба. Ние таму запознавме многу деца од секаде од светот и исто така научивме многу за нив и за нивните култури, за начинот на живење и беше многу убаво што се така друживме и што се разменивме мислење. И сега, имајќи го предвид искуството кое што го стекнавте во рамки на оваа меѓународна олимпијада, што мислите, кој е рецептот за успех на ваквите надпревари од меѓународен карактер? Било кој од вас може да ми одговори? Повели. Сметам дека е потребен талент, да, но тоа е многу мал дел од ова што е потребно за ваков успех. Најмногу е напорна работа, континуирано спремање, посветена работа. Сакам малку да ми раскажете од оној неформален дел. Имавте ли простор да ја запознаете малку пошироко Колумбија и што најмногу ви се допадна лично, барем во оние денови додека имавте можност да бидете таму? Да, се прошетавме низ Колумбија, но јас лично би сакала пак да одам и поќе да видам, бидејќи сепак бевме зафатени со олимпијадата и не видовме премногу, но мислам дека е многу добра држава, многу има што да се види, кај да се шета. Верувам дека успеавте секако да остварите контакти со вашите врсници, па еве можност нареден пат во неформална режија да ја посетите исто така земјата и да уживате во низините убавини. Колку сите овие награди кои што ги добивте, медали, представуваат мотив со вас лично за вас да продолжите со изучување на природните науки? Секако добивањето на ваква награда е за мене многу важно. И нормално дека ме мотивира да продолжам понатаму. Желен сум за поголем успех и да продолжам со моето образование врзано со природните науки, физика, хемија и биологија. И сега, кога веќе ги споминавте природните науки, која област од природните науки конкретно најмногу ви лежи, што е она што најмногу ви интересира? Јас ги сакам сите 3, ама како... Каде се пронаоѓаш најмногу себе си? Како најдобра се извојува физиката. Искра? Јас мислам така, физиката или хемијата. И јас се ме интересира моментално, сакам затоа повеќе да навлезам на други надпревари и олимпијади да одам, за да видам што точно ме коригирајте ме ако грешам, чинам сите сте прва година. Да, со оглед на тоа има се уште простор и време да размислите каде би се пронашле во иднина. Теона, кој е твојот став? Каде најмногу се пронаоѓаш од сите овие области? Јас би го кажала исто така како нив двајца, дека се уште е рано и дека сите 3 ги сакам подеднакво и не би можела да... Така, Даниел, дали може би ти веќе си одлучен каде ќе продолжиш? Не, јас исто така не сум одлучен, јас ги сакам сите 3 науки и не можам да одделам некоја како омилено. И сакам во сите да го продолбочувам моето знаење. И сега споменав, иако сте прва година, се уште рано, имате ли некакви идни планови каде би сакале да го продолжите вашето образование, во која област конкретно? Јас за тоа се уште не сум размислил, бидејќи сметам дека уште има време до 4-та година за да се одлучам што да продолжам да студирам. Така, Теона?
Па би го кажал истото. Истото, добро. Професоре, колку освен домашните овие надпревари кои што секако на кои што учествуваат ученици од нашата држава, колку нашата држава се представува во меѓународни рамки, секако на полето на природните науки и на кои надпревари генерално учествуваме како држава? Ако што вие учествувате како дел од организатори? Друштво на физичари ние учествуваме на 4 олимпијади. Ова е јуниорската олимпијада по природни науки, што е за возраст до 15 години, потоа меѓународната олимпијада по физика, олимпијада за сениори, Европската олимпијада по физика, која веќе ќе биде 6-та оваа година, и Балканската олимпијада по физика, која има 4 изданија досега. И од оно искуство кое што го имате досега, какви успеси постигнуваат нашите ученици? Можеме ли да кажеме дека може да се носат рамо до рамо со нивните врсници во поглед на знаењето од областа на природните науки? Во однос на оние земји со кои може да се споредуваме во регионот, ние сме тука. Значи, резултатите се во ред. Не може да се споредуваме со земји од далечниот исток, како што се Јужна Кореја, Тајван, Индонезија и слични. Меѓутоа, мислам дека самото учество и она што ние сме на ниво негде бронзен и по некој сребрен медал, мислам дека е добар успех и за сите оние можности што ги имаме и оние условите што ги дозволуваат, мислам дека треба да бидеме задоволни. И во контекст на условите кои што ги споминавте, учеството на организацијата во вакви меѓународни надпревари е секако нешто што бара голема посветеност, но од друга страна бара и секако финансиска и било каква поддршка како од државата, така и од сите надлежни институции. Колку истата ја имате? Па истата во однос на поддршката недостасува. Например, овде имаме 4 ученици што освоија бронзени медали. Да не забораваме дека тимот се состоеше уште од 20 ученици. Добро, секако треба да ги споменеме. Марко Серафимовски, така од приватното училиште Јахја Кемал и Олег Трајковски од гимназијата Јосип Броз Титов во Битола. И она што ние еден дел од времето го потрошивме околу барање спонзори и неколку одење во Министерството за образование и тоа го сметам за изгубено време. Тоа е нешто на што секако треба да се работи. Ученикот Марко Серафимовски со 49,94 поени за 0,06 поени не успеа да влезе во групата за бронзен. Олег исто така за 1,4 поени не успеа. И мислам дека тоа е резултат на таа работа што малце ни одзема време, сето тоа барање спонзори, трчање лево-десно. Време кое што секако би можело поквалитетно да им се посвети токму на учениците. Да работевме со учениците. Полека, но сигурно изминува 2022 година како Друштво на физичари на Македонија. Колку сте задоволни од она што успеавте да го реализирате во текот на оваа година и какви се плановите за наредната? Ние сме сосема задоволни. Пред крајот на годината обично организираме свеченост, доделување на медали, значи ги собираме сите ученици од учесници на олимпијадите, гости, професори што учествувале во подготовките и така на една свеченост одбележуваме успехот. За следната година останува учениците да се подготвуваат за општинските, регионалните, државните надпревари, селекционите надпревари за олимпијада и мислам дека пак ќе имаме успешна година со неколку бронзени и сребрени медали. И тука ми преостанува секако да ви се заблагодарам за тоа што утринава станавте рано и секако дојдовте во студиото на Македонската телевизија. Уште еднаш честитки за постигнатиот успех и секако продолжете со вложување во себе и своите знаења, бидејќи тоа е нешто што секако се исплати на долг рок. Професоре, благодарам и секако до вас за тоа што дојдовте во студиото на Македонија наутро. Верувам дека ќе продолжите како вие, така и вашите колеги да по природни науки да работат со учениците, посветено и да им бидат нивна верна поддршка на патот до успехот. Ви благодарам за поканата.